Македонското земјоделие е во развојна фаза која е условена од повеќе за него клучни прашања, смета деканот на Штипскиот земјоделски факултет Емилија Арсов. Конкретно имаме прашања во областа на производството на ориз во Македонија, значењето на оризот како култура, имаме освен оризот се дава акценти на значењето на виновата лоза, на производството на вино, виновата лоза како култура и веќе добиен производ. Какво е значењето и колкова е големината на тоа производство, меѓутоа и кои се проблемите со кои што се соочуваат самите производители. Освен ова, најголемиот дел од земјоделците во Македонија се немоќни, сиромашни и располагаат со мали површини, што е причина тие да не можат да ги следат новите трендови и реформите во овој сектор, потенцира професорот Љупчо Михајлов. Не поседуваат соодветна приклучна механизација, соодветно мокна влечна механизација и трактори, недоволно ги имаат, бидејќи се пред се скапи, тешко се набавуваат. И затоа, за да се примени некоја нова технологија, е потребна си специфична опрема за таа работа. Што, за жал, во нашата држава земјоделците ја немаат. И еден од недостатоците за имплементација на таква технологија е и што таа е скапа и не е достапна за земјоделците. И затоа и не ја прифаќаат, не сакаат. Еден од примерите кој позитивно ги има искористено земјоделските субвенции и успешно се развива е Филип Камчев, кој екзистенцијата ја обезбедува со производство на вино. Морам да го спомнам разлабавувањето на законските обврски за регистрирање на винарски визби, што во 2020 или 2021 се случи и ни овозможи на нас, помалите производители на грозје, да можеме да регистрираме со помалку захтевно е да регистрираме винарија и за да можеме нашите суровини да ги претвориме во финален производ, што би требало да биде целта на секој производител што произведува некаква суровина. Овие универзитетски ставови меѓу другите денес беа искажани на денешната конференција на тема критични прашања во земјоделието и животната средина, одржана во Штип.